Илјадници антивладини демонстранти во неделата уште еднаш побараа од председателот на Србија Александар Вучич негова оставка и слободни и фер избори. Еден ден откако накратко влегува во зградата на државната телевизија. Демонстрантите веќе 3 месеци одржуваат вакви митинзи. Ние не се повлекуваме, вели лидерот на партијата Двери, Бошко Обрадовиќ. Слободни избори, а пред тога минимум 6 до 9 месеци слободних медија. Тоа се наши захтеви и нема отступања и нема повлачења. Во саботата демонстрантите кратко ја окупираа зградата на државната телевизија, налутени од малата покриеност на нивните демонстрации од државните медиуми. Протестите се проширија и во други градови, иако бројките надвор од Белград остануваат мали. Во саботата пак илјадници луѓе маршираа низ главниот град на Црнагора Подгорица. Тоа беше пети протест за 2 месеца на кој се бара оставка од Мило Ѓукановиќ и неговата влада во врска со наводите за злоупотреба на службената должност и корупција. Протестите започнаа откако Душко Кнежевиќ, бизнисмен и поранешен сојузник на Ѓукановиќ, го обвини повеќегодишниот председател на државата и на неговата Демократска партија на социјалистите за злоупотреба на службената должност и мрачни финансиски договори. И Ѓукановиќ и неговата партија ги негираат тврдењата, но рекоа дека протестите се легитимни ако не станат насилни. Pa želimo promjene nakon 30 godina. Mislim da je svakom građaninu koji ima imalo svijesti jasno da su promjene nešto do čega stvarno mora da dođe i da posljednji diktator stvarno treba da ode. Веќе неколку месеци траат и протестите во Тирана, каде што на неколку пати дојде и до обиди за влез во албанскиот парламент. Така беше и во саботата кога албанската полиција употреби водени топови за да ги растера демонстрантите кои се обидоа да влезат во парламентот. Овие протести траат од средината на февруари, а опозицијата бара нови избори, обвинувајќи ја власта за корупција и изборна измама. Пратениците од главната опозицијска демократска партија се откажа од парламентарните места во февруари, но десетина пратеници повторно се вратија.